Македонското здружение за заштита при работа реализираше обуки на тема важноста и комуникацијски вештини кај здравствените работници во областа на медицината на трудот. Податоците на Меѓународната организација на трудот покажуваат дека секоја година се регистрираат 270 милиони повреди на работа со отсуство од работа подолго од 3 дена. Македонското здружение за заштита при работа во партнерска соработка со Организација на работодавачи на Македонија и Сојузот на синдикати започна имплементација на проект кој што има за цел вклучување на граѓанското општество, на граѓанските организации во оние креирање на политики кои што се поврзани со безбедност и здраве при работа, како и да се подобри оној пристап кон ЕО. Што кога станува збор за активностите кои што ги изработивме, ги реализиравме во изминатиот период, започнавме најпрво со организацијска проценка на организациите кои што се дел од Националниот совет за безбедност и здраве при работа. Тоа го направија консултанти, се со цел да се увидат предностите, слабостите и да се работи на подигнување на оние внатрешни капацитети. Она што и Европската комисија го споделува во своите извештаи, дека потребно е да се работи на заекнување на организацијските капацитети, на нови, иновативни фандрейзинг активности, така што и овој проект е на некој начин приклучување кон таа идеја и замисла. Активности кои што ги изработивме во рамки на проектот беа и обуки наменети за обучувачи и ментори кои што своето знаење во областа на финансиско, административно работење, лобирање, застапување и односи со јавност го пренесуваат веќе во своите матични организации. Оваа обука е последна во циклусот на обуки кои што се за специфични групи. Во изминатиот период беа обуки спроведени за Организација на работодавачи, Сојузот на синдикати, заштитни друштва за професионални здруженија кои што делуваат во безбедноста и здравието при работа и денес е за здружение кое што делува во однос на медицината на трудот. Денешната обука и следните денови кои што ќе се случува се однесуваат на важноста на комуникацијските вештини кај здравствените работници во областа на медицината на трудот и актуелните теми поврзани со медицината на трудот. Македонското здружение за заштита при работа години наназад изработува годишен извештај за несреќи при работа. Изминатата 2017 година се има случајно 24 смртни случаи и околу 134 повреди на работното место. Така што кога ќе направиме некоја споредба во изминатите години, смртните случаеви не се намалуваат, туку растат, односно анализата која што веќе ја правиме за 2018 година имаме околу 30 смртни случаи. Што се однесува до дејноста каде најмногу земјоделството се уште е црната точка во Македонија, најмногу гинат работниците, а некако останува дејност каде што не толку се обрнува веројатно внимание. Токму и ние како организација ги имплементираме овие проекти, организираме обуки, конференции и така натаму. Токму организираме и кампања која што е дел од Европската агенција за безбедност и здраве при работа. Ние сме фокал поинт на истата, која што е намената токму за управување со опасни материи. Опасни материи, обично кога почнавме со имплементација на кампањата, се мислеше дека тоа луѓето мислат дека се тоа само хемиските супстанции, меѓутоа тоа е многу пошироко. Значи секоја супстанца во тврда, гасовита или течна состојба која што ја загрозува безбедноста и здравјето при работа на работникот влегува во оваа категорија. Најмногу изложени се жените и младите работници, меѓутоа тука секако и она постара категорија. Влијанието кое што го имаат опасните материи се навистина големи и разочарувачки кога станува збор за здравјето на работниците. Причината е за појава на респираторни заболувања, проблем со алергија, дури може да влијаат и на респираторниот систем. Затоа ние како здружение постојано зборуваме за она потикнување на превентивната култура, за да се спречи отколку да се лечи од кога ќе се случи нешто. Националните бројки покажуваат дека работниците кои се помлади од 25 години се изложени на канцерогени супстанции повеќе од која било друга старосна група.
И податоците на Светската здравствена организација укажуваат дека 1/3 од работната популација во светот постара од 45 години боледува од една или повеќе болести во врска со работата и проценат морталитет на околу 800.000 работници на годишно ниво.